Да ни се представите и да ни кажете, ќе вечер денеска ќе се дебатира на тема план за комуникација и кампања против дивото депонирање на отпадот. Што велат искуствата, зошто е потребен ваков план, вакви дебати со цел да се подигне претпоставено свеста кај граѓаните? Јас сум Наташа Амдиу, доаѓам од Здруженијето на граѓани Зелен институт и во тек е нашата посеопфатна кампања во која што имавме неколку чекори. Првиот чекор беше мапирање на дивите депонии во 4 општини, вклучително и Делчево, покрај Кисела вода, Ѓорче и Кочани. Втората активност ни беше испитување на јавното мислење на населението кое што живее во околу тие депонии, и третата активност ни е дебатите. А како четврта активност, последователна на оваа дебата, е креирање на локални кампањи во овие 4 општини за подигнување на свеста во врска против дивото депонирање на отпад. Нашето истражување покажа дека и самите граѓани, посебно еве население во кој што беа наша целна група, односно испитаници, дека и самите сметаат дека е многу ниско нивото на свест во врска со депониите, дека се продолжува да се трупа отпад и на места каде што е противзаконски во случајот, дури и на оние локации кои што е дозволено депонирање, најчесто градежен шут, се продолжува со фрлање на секаков вид на отпад, што во случајот не би требало. Искуствата покажуваат дека и покрај тоа што службите го расчистуваат просторот, повторно на истите тие места отпадот се трупа само после неколку дена. За жал, ова е што покажуваат истражувањата од терен. Во повеќето општини многу се слични на одите. Негде испитаниците сметаат дека службите, комуналните служби се поажурни, негде сметаат дека има потреба од подобрување, повеќе контејнери и слично. Во Делчево граѓаните ќе видите на презентацијата после се релативно задоволни, но сепак има простор за подобрување. Токму тоа е и целта на денешната дебата, граѓаните и институциите да седнат заедно и да кажат кои се нивните потреби и како можат заеднички понатаму да се делува се во насока и на идно расчистување на тие депонии, но и превенирање, што е клучната алка, за создавање на идни нови депонии, односно по нивното расчистување, доколку општината се нафати да го направи тоа, да се превенира трупање на отпад повторно на истите локации. Дали е со ограничен карактер кампањата или ќе има ли следни активности после неја? Значи, ова е проект кој што е подржан од Министерството за животна средина и просторно планирање. За жал, проектот е со мал опфат, но веруваме дека ќе имаме простор за многу последователни активности после тоа, зашто и на одите всушност се да му послужат и на Министерството, а и на општините за понатамошна соработка, односно решавање на проблемите со дивите депонии. Ние знаеме дека во нашиот регион, инаку јас потекнувам од овој регион, ние ќе бидеме првите срекни во Македонија што ќе добиеме регионална депонија. Но ние мораме да се подготвиме пред таа депонија да се изгради, да почнеме од нас самите, односно да си го расчистиме нашиот двор. Тоа подразбира во општината да се створат предуслови и да се обезбедат и средства, односно да се алоцираат дали од општински буџет, дали преку различни проекти. Во соработка со Министерството и за примарна селекција на отпад од домакинствата, што подразбира посебно селектирање на хартија, посебно селектирање на пластика, посебно на стакло. Исто така интересно е зашто ние имаме многу и земјоделски отпад во регионот, компостирањето и во развиените земји во светот отпадот е голем бизнис. Ние ако сме свесни за предусловите, што во случајов ги имаме, уште сме на почетоците, можеме да размислуваме како понатаму и да се развиеме се во насока на подобрување на нашата животна средина. Исто така е значајно тоа што за жал странците кои што доаѓаат во Македонија се повеќе и повеќе перципираат дека сме земја една од позагадените земји во регионот, можеби и најзагадената, јас не би сакала така да кажам, но тоа е ставот, за жал. Ако сакаме да се развија туризмот во Македонија, што е значајно повторно за нашиот регион, зашто сакаме
Малишевско-Пијалечкиот регион да биде туристичка, посакувана туристичка дестинација, мораме ние самите да почнеме и да делуваме во насока на подигнување на свеста како на нас самите, така и на нашите сограѓани. Тоа значи дека не треба да бидеме со став тој другиот почна, еве јас немам кај да фрлам, туку јас нема да фрлам и ако треба нели ќе го сликам оној кој што фрлил и нека профункционира системот на казни за да се спречи идното фрлање на отпад на локациите кои што всушност се диви. Благодарам.